оваа инвестиција опфати целосна реконструкција на 4-та ламела во домот за стари лица, овде во Берово. Мене ми е навистина драго и посебно сум горд на овој проект, затоа што овој проект е од витално значење не само за локалната самоуправа во рамки на општина Берово, туку и од регионално значење, бидејќи овдека престојуваат скоро од сите локални самоуправи во источниот регион луѓе. Навистина, она што го видовме денеска, грижата од страна на персоналот кој што работи овде во овој дом за стари лица само не мотивира да и во иднина планираме на домодернизација на вакви објекти, затоа што и како имаме како држава потреба од истите. Јас само сакам да им посакам успешна работа на оние кои што ќе бидат овдека да се грижат за оние корисници на услугите на овој дом и секако долги години граѓаните да ги користат овие услуги, да им посакам во еден спокоен амбиент, со многу здравје, среќа и исполнетост да ги поминат своите денови. Навистина ми е чест што сум денес овде. Овој проект и неговата реализација немаше да биде возможна без поддршката од страна на нашите швајцарски пријатели. Огромна благодарност. Затоа и се надевам дека и во иднина ќе имаме уште повеќе можности да инвестираме и развиваме вакви центри. Благодарам. Почитувана амбасадорка на Швајцарија во Република Северна Македонија, господја Вероник Хулман, почитуван министер за локална самоуправа, господин Златко Перински, почитуван градоначалник на општина Берово, господин Звонко Пекески, почитувана директорка на Центарот за развој на Источнопланскиот регион, господја Зуица Ангелова, почитувани присутни гости, добре дојдовте во Домот за стари лица доктор Иван Вашки во Берово со основна функција за сместување, нега и грижа за стари лица кои што се во третата доба од својот живот. Пред се сакам да упатам голема благодарност до сите вас кои ги слушнавте нашите барања и потреби и ги поддржавте нашите идеи и проекти за нивна целосна реализација. Домот за стари лица започнува со работа во 2015 година и до овој момент со поддршка од донатори, национални институции и општина Берово континуирано се унапредува, се реконструираат објекти и се прошируваат капацитети, со што успеавме да згрижиме 39 корисници. Со поддршка од проектот се обезбедени услови за дополнително сместување за уште 28 стари лица од регионот, со што вкупниот капацитет ќе биде 67 легла. Преку проектот се уреди дел од хортикултурното уредување на просторот околу објектот и дополнително домот за стари лица со сопствени извори на средства го продолжи хортикултурното партено уредување и оградување на објектот во целост, се со цел да се создадат подобри услови за престој во домот и рекреација на нашите корисници. Покрај сместувањето, негата, медицинската грижа на корисниците на домот, секојдневно им организираме разни активности на различни теми. Славиме роден ден и празници и се грижиме за нивното расположение и исполнетост на деновите. Ние понатаму ќе продолжиме да се трудиме животот на нашите корисници да им го лесниме и да бидат среќни и задоволни. Со гордост можам да кажам дека овој дом е едно големо семејство во кое што владее љубов, среќа и хармонија. Многу сме благодарни за соработката, за успешната инвестиција и се надеваме на многу успеси заедно со градоначалниците. Успеваме да обезбедиме и со овој проект нови 28 легла во четвртиот дел. Ова е четврта фаза од проектот кој што почнал уште во 2020 година. Посакуваме многу успеси на семејствата кои што своите возрастни луѓе ќе ги остават овде. So I'm very happy to be here today in Berovo to visit for the second time this center for elderly people, and thanks to the partnership that we had with the region and the mayors from this region, with the center from development in Pelagonia, and of course with the Ministry of Local Self-Government, Minister Barinski. All together, we actually contributed to improve the situation for the elderly people in the region and for their families. Thanks to this second phase of the project, supporting the development of the region, we added 28 beds to this institution with this beautiful building, 28 beds and also 15 new staff members who will actually take care of those elderly. This is a follow-up of a first phase. We have already invested in 2020 for another ward in this center. So altogether now we have 38 more persons, elderly, who can be here and be taken care of. It's still not enough, we know that, but we have to start somewhere. And I'm really thanks to all the partners, the ministry, the
the municipality of Berovo, of course, the Center of Regional Development, and all the mayors and the other municipalities from the region. And I thank you all for this, especially for the elderly and for their family. Thank you very much. Почитуван амбасадор на Швајцарија во Република Северна Македонија, нејзината екселенција Вероник Улман. Почитуван министер за локална самоуправа господин Златко Перински, почитувани градоначалници, почитуван директор на Центарот за развој на Источниот плански регион госпоѓа Зуица Ангелова, почитуван директор на доктор Има Влашки госпоѓа Живка Бојчовска Каламадевска, почитувани присутни. На мој големо задоволство, денеска сме сите заеднички во Берово за да ставиме функција уште еден објект кој ќе биде во корист на граѓаните на Берово, Малешевијата, Источниот регион, па и пошироко. Во реализација на овој проект беа вклучени повеќе страни. Во таа смисла, сакам да упатам посебна благодарност до Швајцарската агенција за развој и соработка, владата, Министерството за локална самоуправа, Министерството за социјална политика, демографија и млади и Центарот за развој на Источниот плански регион, кои заедно со општина Берово успеа да опремат уште еден објект и заеднички да обезбедиме 28 легла за нови корисници. Старите лица се оние кои ни овозможиле ние денес да бидеме тоа што сме. И затоа општеството треба да развие капацитети за сместување и грижа, кои ќе му овозможат достоинствена старост и пријатно се чувствуваат во нивната трета доба. Домот за стари лица во Берово е единствената установа од ваков тип во регионот и затоа проширувањето на капацитетите од големо значење за старите лица во регионот, бидејќи побарувачката постојано расте и се повеќе луѓе го прифаќаат ваквиот начин на живот, кој се разбира од една страна нуди можности за современ престој, а од друга страна исто така возможува безгрижност за семејствата. Уште еднаш, благодарам на сите кои се дел од успешната приказна за реконструкција на четвртата ламела од Домот за стари лица во Берово. На гостите им посакувам пријатен престој во Берово, а на новите корисници им посакувам долги години да ги користат услугите во домот и да се чувствуваат исто како и дома. Ви благодарам. Почитуван амбасадор на Швајцарија во Република Северна Македонија, почитуван министер на Министерството за локална самоуправа, почитуван градоначалник на општина Берово, почитувани градоначалници на општините Македонска Каменица, Виница и Зрновци, почитуван директор на Домот за стари лица во Берово, почитувани присутни од проектната единица и останати наши соработници. Денес сме овде еве вака да ги видиме резултатите кои што се завршени заклучно со декември 2023 година. Официјалното опуштање на домот во употреба се надевам искрено дека ќе биде исто во текот на месец декември оваа година. Центарот за развој на Источниот плански регион во 2022 година спроведе регионални форуми на кои што реконструкцијата и адаптацијата на овај објект четврта ламела беа еден од приоритетите, така да со поддршка на Советот за развој на Источниот плански регион проектот беше аплициран, одобрен за финансирање во декември 2022 година и од јануари 2023 година се започна со неговата реализација. Оправданоста на овој проект за нашиот регион е особено значајна, бидејќи станува збор за регион кој што во периодот помеѓу двата пописи на население имаше намалување од некаде околу 30.000 жители, дополнително процентот на младо население е во опаѓање, далеку под државниот просек, додека пак просекот на возрасно население над 65 ние многу високо над државниот просек. Потребата на нашиот регион е навистина потребна од објекти од ваков тип, ако се земе дополнително што и ние не сме имуни на процесот на миграција, така да голем дел од младата популација е надвор, во странство и навистина има потреба да за нивните родители кои што се овде се пружи поддршка, нега и згрижување. Тоа што успеавме да го направиме до овој момент е да се заврши реконструкцијата и адаптацијата на оваа зграда, објектот да биде опремен со мебел, да се опреми со текстилни производи и она што во иднина планираме да го направиме врз основа на претходна согласност од министерот за локална самоуправа и на донаторот е да на овој објект му обезбедиме едно возило за лица со посебен телесен хендикеп, да бидат инсталирани електрични дизел агрегати за да објектот, целиот комплекс биде спречен од прекин на електрична енергија и да се набават дополнително медицински производи. Околу вредноста, накратко би кажала, на инвестицијата вкупно е 23 милиони денари, од кои што 11 милиони се
обезбедени од страна на Министерството за локална самоуправа, околу 9 милиони се обезбедени од Швајцарската развојна агенција и остатокот на износ околу 3 милиони ни се средства обезбедени од општина Берово. Ние како регион еве покажавме што е регионален карактер на еден ваков инвестициски проект. Предходните говорници спомнаа дека овде имаме корисници не само од нашиот регион, туку и од региони од останатите 7 региони од државата. Потребата е повеќе од очигледна, а се потврди успешната соработка помеѓу национално, локално ниво и Центарот за развој. Се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме на ваква работа, бидејќи и микрорегионот Малеш Пијанец и Осоговието се воздушна бања признаена, кој што се добра основа за повеќе вакви капацитети во регионот, со цел да работиме на унапредување на социјалната заштита и грижата за возрастните. Се надевам дека повеќе од сигурни сме дека домаќински ќе се користи, еве веќе испомнаа дека се работи и на унапредување на нови содржини, така да се надеваме на успешна реализација и добар почеток на новите корисници. Ви благодарам.